Душко Христов, ангажирано лице в Борова. Како ја видовте вие днешната средба? Днешната средба девета поред во рамки на проектот соочени со предизвиците и стигматизацијата, подржан да владата на Швајцарија преку Civic Mobilitas. Девета средба, односно трета поред средба каде што со наслов опфат и третман на лица со попречености. А на истата имаме можност да видиме и чуеме предлози, сугестии како и на кој начин од страна на медицинската фела пред се лекарите со свој став и однос кон лицата со попречености треба да пристапат, да извршат одреден медицински третман и на крај тоа лице и двете страни се вика да се да бидат задоволни. Средба беше успешна, благодарејќи на учеството и на сами лица со попречености, нивни старатели, но пред се би сакал да се благодари на лекарите кои што одвојаа од своето време да дадат свој став и мислење. Ова девета средба може да кажам дека е за еден затворен круг кој што го беше во Неготино почетокот, па во Велес пред некои дни, денеска во Кавадарци како финале на целата иницијатива и од овие три средби може да кажам излегуваат добри заклучици и предлози кои што ние како организации, но и учесници, дел од учесниците на овие средби ќе можеме да ги споделиме, односно да ги на некој начин представиме наредната средба и ги покажеме сите кои што биле до сега учесници на овие средби, да ќе негде во септември месец ќе им бидеме гости, се надевам, на пратениците во Собранието на Републиката. Да, ви треба нивна подршка, има печаток дека имате подршка за вашето барање. Ние зборуваме за нив со нив, бидејќи лица со хендикеп се тие кои што својата мака и проблем го кажуваат. Не, мислам дека Кавадарци е сведок да тоа пред еден месец имаме презентација на одредени резултати на анализа што ја правихме и навистина покажа резултатите дека кривицата можеби не е само кај институциите, но и кај самите старатели и инволвирани во овој процес, да. Но сепак малце ги разбудивме јавноста, барем во Вардарскиот регион, во овие три града како што спомнав Неготино, Велес и Кавадарци, и мислам дека ќе има позитивен одек од страна на самите пратеници, но и институциите кои што се надлежни за решавање на одредени проблеми или проблемчиња, па и поголеми проблеми на самите лица со попреченост. Благодарам, Роберто, како ти ја виде ова сесија денеска? Сметам дека сесијата беше многу успешна. Сите наши присутни учесници се вклучија во самиот процес на детектирање на сите проблеми со кои се соочиле. Представниците на Општа болница Кавадарци беа многу прецизни и соработливи во овој процес и сметам дека во еден начин имаме доста значајни предлози кои што ќе ги истакнеме и подршка дефинитивно, ќе ги истакнеме на повисоко ниво и сметам дека ќе имаме доста добри ефекти од самиот проект. Многу ми ќе спомнам дека многу ми значи соработката со Општа болница Кавадарци, со директорката Гордана Камчева и со нејзините колешки, целиот колегиум. Еве, видовме некои примери од таа соработка и тоа се доправо ќе се ефектуира со соодветни резултати. Па и директорката во Скопје исто така се вклучени со конструктивни дискусии. Дефинитивно имаше соодветен ефект. Предходните сесии кои што беа во Неготино во Велес беа слични и на крајот самиот колегиум во склоп на самиот проект ќе резултира, ќе ги сумира сите резултати кои сме ги добиле и верувам дека ќе испаднат соодветни ефективни предлози кои ќе ги предложиме до Министерството за здравство, до парламентот и да подобриме здравствената состојба на приватните